Пролетта пак ни доаѓа. Пак ќе биде распеана и закитена со цутови. Шепотот на пролета повикува кон негрите немирни. Треба подготвено да ја дочекаме. И сите да јурнеме во нејзин пресрет. Нека не поведе нашата љубопитна камера. А каде? Дојдете заедно со нас за да дознаете. Ве покануваме на една ранопролетна прошетка. Камерата, тоа самата ќе ви го открие. Добро ни дојде љубопитната камера во нашево училиште Климент Охридски во село Драчево. Гостите нам секогаш ни се драги и нека ни дојдат кога сакаат. Мајска зора реве руди над полја со жито. Мајска зора поздрав носи до другарот Тито. Поздрав носи од секаде, од градови села. Топли желби ти му предај од земјава цела. Од селани работници, од рудари храбри. Мајска зора цветен букет на Тито му дари. Поздрав носи од секаде, од градови села. Топли желби ти му предај од земјава цела. Живе долго другар Тито, за добро на сите. По твоите нежни грижи, среќни ни се дните. Поздрав носи од секаде, од градови села. Топли желби ти му предај од земјава цела. Најпрво им поведете низ ходникот. Тој е зелено катче, а колку не е убав уреден, погледнете и сами. Има кој да се грижи за редот, затоа, а всушност се грижиме сите, од учениците до наставниците. Секој редот си го знае. Па да дзирнеме малку и во дневниот престој. Како се учи и по завршувањето на часовите. И јасно, дневниот престој ќе придонесе успехот да биде што подобар. Сега сме во кабинетот или подобро специјализирана училница со систем на респондери за проверка на знаењата. Тука ги има сите помагала за работа. Нека знаат сите дека во нашето училиште мощно организирано се работи.
секцијата на младите техничари заслужува секакви пофалби. Тие се вистински влюбеници во работата, радиоаматери, моделари, макетари, машинци. За трудот освојувале многу награди, златни медали, пофалби. Но секако, најголемо признание е наградата 13 ноември, а оваа година ние сме домаќини на градските пионерски технички смотри што ќе се одржат во мај. Работата на литературната дружина. Личните творби на учениците постојано се менуваат. Секој ден можете да прочитате нови творби. Постојана изложба. Овде има и што да се види. Се што е интересно, тука е изложено. Самите ние придонесуваме изложбата да ни биде што побогата. Нашата задруга, нели? И како работат младите задругари? Па добро, секаде ќе навратиме. Но штом сме кај задругата, најпрвин да го побараме задружниот одбор, што се состанува секој втор петок и го донесува планот за наредните 2 работни седмици. Кај нас работата тече самоуправно, а додека членовите на одборот се соберат, ви нудиме уште едно музичко исполнение од нашето училиште. Ајде, ајде, моме стојме. Ајде, ајде, моме стојне, да бегаме. Ајде, ајде, моме стојне, да бегаме. Кажи, кажи, stop.
Состанок на извршниот одбор. Редот треба да се знае. Го отворам овој состанок на извршниот одбор на нашата задруга и предлагам работа која ќе се однесува на нашата двонеделна оперативна програма. Во програмата посебно внимание сметам дека треба да му посветиме на прашањето околу реализацијата на превентивните заштитни мерки кои треба да се превземаат во овој временски период. Предлагам најконкретно да се договориме околу овоштарскиот погон. Затоа ги молам сите членови на извршниот одбор да земат активно учество. Дали се согласувате со овој дневен ред? Добро, тогаш преминуваме на првата точка од дневниот ред. Ајде сега да ве поведеме на прошетка низ нашата задруга. Ние сакаме пролетта подготвени да ја дочекаме. За нас нема умор. Колку е овде убаво кога ќе растат овошките. Впрочем, дојдете во април ќе се уверите. Овде е пределот сказна. Ако дојдете на есен, ќе ви понудиме и плодови. А приходите од работата, одат во екскурзии, научни помагала, излети. Па да почнеме од овоштарскиот погон. Сега дрвета се чистат. Селекција на родни и неродни гранки. Прскањето на овошките е еден од најглавните услови за богат род, а овоштарите си го знаат редот. Какви гроздови ќе има на есен? Убави, сочни. Затоа сега лозето треба да се крои, одгрнува. За лозарите нема тајни. Тие си ја познаваат својата работа. Пчелите. Прва пролетна проверка пред пчелиниот трој. А кога ќе растат дрвјата, пчелите ќе се разлетаат по цутовите. Тие знаат, мед треба да има.
на пионерската шума. Секој 29 ноември, денот на Републиката, новите пионери засадуваат по едно ново дрво и го одгледуваат 8 години. Сега сме во шумскиот дел на нашата задруга. Ние знаеме како да ги заштитиме дрвјата. Знаеме да пошумуваме. Знаеме и тоа дека зеленилото ни ја разбавува средината во која живееме. Во оранжеријата најпрвно одгледуваме цветен расад. Тоа е во рана пролет, а подоцна започнува негувањето на расад за градинарски култури. Погледнете во зоокатчето. Тоа е омилен дел од нашата задруга. Имаме инкубатори за пиленцата. Грижата околу жителите на зоокатчето е секојдневна. Сега сме во сточарскиот погон. Тука се кравата Роса и телето Шарко. Многу ги сакаме тие кротки животни. Очекуваме Роса да се отели. Тој ден ќе биде вистински празник во нашата задруга. За работа, тоа е веќе јасно, потребен е алат. Кај нас работата е механизирана. Имаме трактор, прскалки, машини за косење. Тоа е нашиот машински парк. Тие придонесуваат работата побрзо да се заврши, а приходот да биде знатно побогат.
нашата метеоролошка станица. Таа ни е мош непотребна. Преку неј се ги дознаваме температурните разлики на времето. Во секоја задруга, временските непогоди треба подготвено да се дочекаат. Довидување, довидување. Работата при задругата при училиштето Климент Охридски во село Драчево продолжува. Ви благодариме што не посетивте. И сега, кога љубопитната камера си заминува од нашето училиште, сакаме да ви спратиме уште еден поздрав до сите задругари во другите задруги од нашата република.